Со исповед, причест и молитва, христијаните од католичка вероисповед денеска го празнуваат Бадника утре Божик. Денеска верниците ја подготвуваат Бадниковата трпеза, по која, како што рече отец Тони Ангелов земне телевизија, ќе се служи вечерна литургија во нивниот храм. Целта на празникот е да се бдее и да се биде буден, а со тоа достојно се пречека раѓањето на Спасителот Господ Исус Христос. Како што знаеме, денес е Бадник, а Бадник самиот збор значи да се бдее, да се биде буден, да се биде спремен и со чисто срце и душа да го прославиме раѓањето на нашиот Спасител Исус Христос. Со чисто срце, што значи тоа? Еве денес токму денот, кога денес ги посетувам болните, тие се исповедуваат, кои не може да дојдат вечерва на света литургија, на сенокно бдење, кој започува во 20 часот, тие се исповедуваат, се причесуваат, така да и другите верници во изминатите денови беа присутни на молитва и тие имаа можност да се исповедаат, а така на тоа бдење со света литургија ќе го вкусат и примат телото и крвта на нашиот Господ Исус Христос. Да, денес, еве, во тоа бдење со пофални и радосни песни, со посебни антифони, со посебни читања и молитви кои прилегаат во ова време, ние ќе го прославиме тоа бдење. Во самиот храм е поставена и Витлеемската пештера на која е прикажано самото раѓање, рече Ангелов, потенцирајќи дека во истата се истакнати првите гласници кои го навестиле Христовото рождество. Тука, што е символично, ја имаме Витлеемската пештера, како ги гледаме мудреците, ангелите, пастирите. Еве, тие беа првите гласници кои го навестува раѓањето на Исус Христос. А Божик како празник е еден од најдлабоките и најрадосните христијански наши празници, затоа што ние ја славиме тајната на Божјата љубов. Бог станува човек, тој се раѓа како дете, за да му биде близок на секој човек. Инаку во државата централната прослава по повод празникот ќе се одржи во католичката црква Пресвето срце Исусово во Скопје. Светата Божикна литургија ќе ја предводи бископот Скопски и епарх Струмичко-Скопски Киро Стојанов. Божик утре го слават и грчката, бугарската, романската, украинската и грузиската православна црква.